Во влезот од зградата со врзани раце и нозе изнесена во вреќа за спиење и убиена неколку часа подоцна. Заради должничко-доверителски односи, мотив користолюбие, згасна животот на младата Вања од Скопје. На денешната пресконференција, министерот за внатрешни работи Спасовски посочи дека јавната безбедност не е загрозена, оти овој случај бил изолиран. Ова лице, според утврдените факти, е грабнато внатре во влезот на зградата, по претходно добиена информација кога излегува и дека излегува сам. Двете од лицата, кои што биле со возилото Citroen, а по претходно добиена информација која што имале вечерта пред извршувањето на грабнувањето, дека девојчето ќе биде само во колку часот и така натаму, во влезот од зградата го земаат и е ставено практично со врзани раце и нозе и во една вреќа за спиење и го изнесуваат и го стават во гепек од возилото. Пред возилото Citroen се наоѓа возилото Renault Kangoo, кое што цело време се движи пред нив и е однесено на локација надвор од Скопје. Според сведоците, таму извршено убиството, а после тоа е запалено возилото. Настанот со грабнувањето на малата Вања имал организатори и крајна цел. Мотивот е користолюбие, но при грабнувањето. После веќе е чисто убиство, едното е убиство на малолетно лице, кое што е исто така квалификуван облик на убиство, за кое што исто така се казнува најстрого според кривичниот законник на Република Северна Македонија, а вкупните действија се квалификуваат како едно кривично дело убиство од последниот став од кривичниот законник и најтешкиот, и тука нема веќе дилема што може да се очекува, што може да се очекува за сторителите на овој громорозен чин. Тројца од приведените кои учествуваа во настанот се со одреден притвор од 48 часа. Еден од групата е надвор од државата, а за таткото на Вања не е побаран притвор откако е извршен разговор во полициска станица. За текот на настаните дополнителни информации се очекуваат и во текот на денешниот ден.